Белгиската компанија АБ ќе произведува батерии за автомобили во Тирскичево. Уште една најава за инвестиција се случи во Брисел, каде беше потпишан договорот со белгиската компанија, која треба да почне да ги гради производствените капацитети во јануари идната година, а да заврши на крајот на 2024. Од Тирс очекуваат државната помош која ќе и се даде на компанијата да се врати за 3 години врз основа на персоналец. Конкретни бројки не кажаа. Сето она што како државна поддршка би го обезбедиле за компанијата, но што го обезбедуваме со договорот што го подпишавме, во рок од 4 до 5 години веќе би било исплатено назад преку придонеси, преку персонален данок и преку данок на добивка, само по тие две основи, така што како инвестиција и како повратна средства за државата во буџетот е навистина исплатена. Уверени сме дека основањето на оваа најсовремена фабрика ќе придонесе во економскиот раст на Македонија, додека се зацврстува позицијата на компанијата Авеста Батери како глобален лидер во индустријата за системи за управување со батерии. Во првата фаза се најавува вработување на 200 квалификувани работници, а максимум би се отвориле 600 работни места. Се наметнува прашањето, каде ќе се најдат овие работници со оглед на сериозниот недостиг на кадар со кој се соочува Македонија. Првично ќе се преземат работници од ТЕЦ Осломеј, бидејќи до 2027 мора да се пренасочи во гасна централа согласно регулативите на Европската Унија. Ќе се воведат такси за емисии, што не би било исплатливо после 2027 година, значи РЕК Осломеј да работи на јаглен, но тоа ќе се трансформира на централа која ќе работи на природен газ, каде што ќе треба помал број на вработени. Значи, еден дел од вработените ќе се префрлат во фотонапонските централи и ќе има пул на вработени кои ќе имат можност секако да аплицираат и да бидат рекрутирани од страна и на АБ и на новите компании со кои преговараме за да инвестираат во општина Кичево. Она што се потпиша во Белгија е само продолжение на амбициозните планови на владата кои јавноста ги слуша изминатиот период, а од кои конкретни ефекти сепак не се гледаат. Најавените инвестиции кои се продаваат со предзнак историски се уште се само до ниво на најава. Например, онаа во зоната во Тетово, каде требаше да се градат електрични автомобили, не е ниту започната, а беше помпезно најавувана во присуство на целата влада. Во срцето на Европа се случи уште една голема најава за инвестиција. Компанијата АБ, која што постои од 2019 година, е специјализирана за иновативни решенија за батерии во автомобилската индустрија. Во Македонија се одлучиле да инвестираат поради брзите процедури. Инаку, покрај економската делегација од владата во официјална посета на Брисел е и председателот Стево Пендаровски, кој во текот на утрешниот ден треба да има официјални средби со премиерот и белгискиот крал. За телевизија Алфа од Брисел, Белгија, Кристина Алексиевска.